Значи нешто со кое што модернизацијата на општеството ни го носи, тоа е стерилитетот и е добро да го разграничиме поимот стерилитет и инфертилитет. Стерилитет е неможност на еден млад брачен пар да забремени со полови односи над една година незаштитени со нормална фреквенција, додека поимот инфертилитет значи успешна концепција, меѓутоа неможност за донесување на здрав и жив плод. Кај стерилитетот особено е важно жените да бидат добро упатени со кои испитувања да почнат. Најдобро е да почнат со ултразвучни прегледи кај матичен гинеколог, за да се измери бројот на антрални фоликули, односно фоликули кои имаат капацитет да направат зрела јајцеклетка и испитување на вториот и третиот ден од менструалниот циклус на хормонскиот статус на жената, односно женските хормони, тироидните хормони, андрогените хормони и така натаму. Нешто кое што друго се прави е ултразвучно да се увидат дали постојат аномалии на матката, миоми, дали постои застој на јајцеводите, односно кога ќе се постигне оплодување на таа јајцеклетка, ако е успешна, да не има застои за да дојде до матката таа концепција, и нешто кое што треба да се направи е утврдување на постоење вродени аномалии на матката, односно познати меѓу народот како прегради на матката. Сите тие испитувања се прават и радиолошки преку една метода позната како хистеросалпингографија, каде што воедно ги гледаме и вродените аномалии на матката и пројадноста на јајцеводите. Откако ќе се направат овие испитувања, потребно е да се испита и машкиот фактор. Се почнува најнормално од спермограм, за да се види подвижноста на сперматозоидите и нормалниот број на сперматозоидите, и спермокултура. Исто така, огромен фактор за стерилитет е и пелвична инфламаторна болест, која што е индикатор за лечење, и тоа се сексуално преносливи болести кои што прават хронични воспаленија на јајцеводите, хронични ендометрити и спречуваат за постигнување на концепција. Постои овде и 20% од необјаснет стерилитет, необјасните причини, меѓутоа со навремено лечење, со навремени испитувања, постигнале од сите тие 20% огромен број на позитивни резултати.